Значи, како се вика режија во програма сме? Режија во програма сме. Да. Значи, добродојдовте на сите во уште една епизода во МК серијалот Интервју со менеджмент консултант. Моето име е Данчо Димков, јас сум претседател на Асоциацијата за менеджмент консултанти МК 2000. Денеска сакам да ви представам еден посебен гостин, односно господин Александар Целевски. Целевски е сертифициран менеджмент консултант, член е во надзорниот одбор на МК, како и собственик на Dual Consulting. Александар, добре дојде. Добре ве најдов. Баш ми е задоволство да бидам дел од овие видео интервјуа. Право да ти кажам, и мене ми е задоволство, бидејќи со секој интервју и јас си научувам по нешто ново, а исто така да поставуваме можност и луѓе трети да слушнат различни мислења од консултанти. Јас прво би те замолил, како со сите гости, да ни се представиш, бидејќи тие што не те познаваат да добијат представа кој всушност е Александар Целевски. Ти благодарам. Сертифициран менеджмент консултант. Бев можеби најмладиот до пред известно време, потоа титулата ја презема соговорникот. Во консултантството сум целиот мој професионален живот, значи веќе 15 на години. Започнав да работам како советник за продажба и маркетинг или консултант за продажба и маркетинг. Животниот пат, односно професионалниот пат ме носеше да бидам член на неколку поголеми и помали македонски и странски компании, кои што генерално работат околу дејноста на советување или што би се рекло популарно на англиски адвајзори. Искуство собрано во овие 15 години, како што кажувам, и во мали фирми кои што се борат за својот пазар и за да се промовираат како консултанти или она што знаат да го направат. Меѓутоа и искуство во една поригидна средина, како поголема меѓународна фирма за професионални услуги, нели популарно наречено, каде што условно кажано пазарот е помалку или повеќе трасиран, па и консултантските услуги се можеби од малце поинаква перспектива и од делот на изнаоѓање на клиенти, и од делот на работа со самите клиенти и во она што на крај значи и ретеншн или повраток на клиенти за други потреби, за други проекти. Така да, веќе активно повеќе од 3 години, самостален со својата компанија на пазарот во Македонија и во Европа. Нешто по делимично активности и на пазарот во Соединените Американски држави. Работиме менеджмент консалтинг, сето она што некој ќе го подразбере како советување за управата, односно советување за оние кои што ги водат компаниите, од генерално сите аспекти на еден модерен, на водење на еден модерен бизнис, како што се маркетинг, продажба, HR, самиот менеджмент и така натаму, финанси, нели, секако и така натаму. Одлично. Мене ми е баш мило што што си ни гостин, бидејќи претходните 2 интервјуа беа повеќе фокусирани кон консултантите, како да се стане консултант, како да се биде сертифициран консултант. Ова епизода всушност сакав да ја насочам малку кон компаниите. И баш ти го имаш тоа искуство за финанси, а ние сме секогаш заинтересирани за повише финанси, нели? И ме интересираше баш да те прашам, како мали и средни предпријатија, што можности уствари имаат компаниите во Македонија за да најдат одредени финанси? Така, генерално кога зборуваме за финанси, примерниот фокус ќе биде да поттикнеме некои нови искуства или знања за малите и средни компании во однос на финансирањето, инвестициите, што значат финансиите и така натака. Меѓутоа, секако и на крај ќе завршиме како еден заклучок дека повторно и ова е за консултантите, за да разбереме дека тие се на некој начин една спрега, еден помош, една асистенција за сите правни субјекти кои што функционираат се со цел по-квалитетно да бидат застапени на пазарот. А од друга страна да покажеме дека има и консултанти кои што сериозно знаат што работат барем во овој сегмент од потребите на компаниите и да отвориме на некој начин некаква
некаква можност или информација кон малите и средни компании дека може да најдат консултанти, особено во МК 2000, кои што ќе им помогнат на нив да дојдат до пристап до финансии. Сега кога зборуваме строго за финансии, тука е интересно. Секогаш е интересно кога се зборува за финансии, мислам. Да. На многу собственици на мали бизниси знае да им биде потешкотија или нешто кое што не го разбират, кое што ги плаши, кое што не може да го научат. Секој со различна дефиниција или став кон финансиите. Меѓутоа има многу кои што па не ги разбираат конкретно, а од друга страна сакаат да се интересираат и се повеќе да се финансираат од најразлични аспекти на финансирање. Треба да разграничиме дека кога зборуваме за инвестиции или за финансии, треба да се поделат работите во некои прилично поголеми диапазони на размислување. Тоа се финансирање од типот на инвестиции или стратешки партнерства. Понатаму имаме финансирање како класичен заем, кредит, лизинг и така натака. И имаме финансирање кое што е на некој начин грантовски шеми, грантовски средства за развој на бизнисот. И во сите овие големи поделби имаме и подподелби за тоа како може некој да се финансира. Значи, имаме наменски и ненаменски партнерства и кредитирања, грантови за потреби, грантови за општ развој и така натаму. Клучната работа е што малите и средни предпријатија, особено во последниве години, во последниот период, без разлика на тоа во каква средина сме моментално, без разлика на тоа дека сме во некој начин, условно кажано, на криза, која што може и финансиски имплицира и така натака, меѓутоа пристапот до финансии е апсолутно можеби во својот зенит во последниве неколку години и малите и средни предпријатија буквално имаат една широка лепеза на можности како да се финансираат. Постојат домашни на механизми за финансирање кои што се од сите овие три аспекти, значи кредитирање, заеми, грантови и така натаму. Постојат меѓународни институции кои што може да се финансираат, постојат меѓународни грантови. Ако зборуваме подетално, тоа се нели Македонска банка за поддршка на развој со сите тие инвестициски програми кои што се делумно, директни делумно преку банките. Самите банки веќе почнуваат да изнесуваат понапредни продукти, ако може така да ги кажеме, кои што не се класичен заем, туку се некој начин инвестициски кредит, дури за релативно брзо и таза основани компании и мали компании. Многу во тој контекст се гледа што помалку да се бара како се вика хипотека, се повеќе на некој начин некакви инвестициски планирања, значи се олеснува на некој начин механизмото на класично старинско кој што го познававме кредитирање од банките полека се трансформира, што е за голем поздрав. Имаме државни или меѓународни грантовски програми кои што се наменети за нашиот пазар преку фонд за иновации, преку неколку програми кои што се тука со помош на швајцарска амбасада, америчка амбасада и така натака, Европска банка, Европска инвестициска банка, Европска развојна банка, и така натака. И секако постојат меѓународните механизми за финансирање, каде што Македонија како земја е кадарна за своите компании, значи мали и средни компании, апсолутно се кадарни да аплицираат за огромен број на европски програми, дали се тие директно преку Европска комисија, дали се посредниство преку наши платежни агенции, да аплицираат за средства кои што им се потребни. Сега, се тоа го зборувам како вовед, може би помалку неутрално, неколку само именував институции кои што даваат грантови, тоа е затоа што сите овие институции, наменети средства, инвестициски заеми или стратешки партнерства или пронаоѓање на некој стратешки инвеститор преку разни други платформи за инвестирање, сите побаруваат една домашна работа, една, да кажам, сериозна припрема и планирање со што ви се тие пари. Значи, веќе се напушта и е непопуларен методот
дај да земам пари, дај да земам некаков кредит, па ќе видиме што ќе правиме, или да се снајдеме да го преживееме периодов, туку се повеќе и повеќе има многу средства на располагање, меѓутоа за намена за која што е сериозна, потребна, за да малите и средни компании растат. Тоа е така затоа што со секој раст на мали и средни компании расте една домашна економија, бруто домашен производ и сите сме поконкурентни на меѓународните пазари. Јасно. Значи, не било толку едноставно. Јас мислев, има повик, аплицираш, ти дават пари и тоа е тоа. Ама сега, кога почна да зборуваш, сварнав дека малку пристап на финанси и кредитите се пристап до финанси. И, како и кажа, и грантовите, ама и инвестициите се исто така пристап до финанси. И кога ќе погледнеш на ниво на Македонија или пак и на европско ниво, колку можности има, значи не е баш така црно-бело, значи има милиарда варијации, категории, подкатегории за како може да се добие финанси. И сега, еве и мене баш ме интересира како МСП и ние и БИЗ се водиме како мало и средно предпријатие. Како би знаел јас кој вид на финансирање најдобро би одговарал за мене или за тие што слушаат, доколку размислуваат дека да, сакам да инвестирам во нешто или имам некој проект или некоја замисла, и сега ако има 100 различни опции, сигурно нема на сите 100 да се аплицирам, тоа треба и време и енергија, а па од друга страна, како би знаеле еве каде е најсоодветно ствари? Затоа споменав, клучно е да се направи таа домашна работа внатре во компанијата, интересот, идејата и што тоа остварување може да придонесе. Беше непопуларно, меѓутоа беше сериозно многу искористено во последниот период на неколку години, можеби помалку сите се освестуваме и се помалце се фаќаме за таа условно кажано сламка за спас, каде што за секој мал застој, за секоја мала неликвидност се одеше во банка, се прошируваше кредитната рамка, минусното салдо се земаа нови кредити, врз стари кредити, па нешто се рефинансираше и така натаму и така натаму. Меѓутоа, што е клучното со сите овие работи? Ако не сме спремни и ако мислиме дека треба да произведеме некое пластично шише кое што е некакво, не сме завршиле работата. Со идеја за пластично шише не можеме да најдеме стратешки партнер, не можеме да бараме кредит, не можеме да бараме европски пари, не можеме да аплицираме на некаков типовик со апликации и така натака, затоа што едноставно само тоа пластично шише не кажува ништо. Мора да има какво е, зошто е, која форма е, каква пластика е, што ќе има во него, колку ќе трае, ќе се рециклира, како ќе се рециклира и така натака и така натака. Сега веќе сите овие сегменти веќе прават една насока кои се тие институции кои што даваат пари за да сите овие работи се опфатат. Значи, со идеја, сакам да правам пластични шишиња, ај најде ми пари, тешко е. Ако знаеме што сакаме, како да го произведеме шишето, како да го потребиме и на крај како да го расходуваме шишето, ќе биде многу полесно. И секако, во тој цел план, зашто викам кој е резултатот, затоа што секогаш финансирањето е трошок. Секогаш финансирањето е трошок, затоа што нема финансирање кое што е бесплатно. Колку да зборуваме за грант, повторно има компоненти кои што ќе треба сериозно добро да се одработат, за да тој грант се исплати и се добие. Меѓутоа, она кое што не е грантовско финансирање, туку на некој начин заемно или инвестицијско финансирање подразбира интерес на англиски, па и на македонски, интерес финансиски на оној кој што ве финансира. Тој финансиски интерес значи камата, буквално нели кажано, колку е таа камата и колку е трошокот за тоа што сакаме ние да се финансираме, меѓутоа и интерес доколку јас некакви своји слободни средства ги инвестирам некаде, кој е мојот интерес, што би заработил после неколку години за да си ги вратам тие пари или па да ги дадам на некој друг. Значи клучната работа, освен формулација на тоа што ви треба за да се развивате, клучната работа е колкав трошок за финансирање прифаќате или е соодветен за вас, или пак сето тоа ако го ставиме веќе во некој понапредни разговори, тоа значи најчесто работа со соодветен консултант кој што ќе направи добра финансиска анализа, добра пресметка
еден вид на буџетирање, на финансиско планирање, проекции, од кои што ќе излезат најмалку проекции во паричен тек, значи cash flow projections, за да се види дали сето тоа има смисла. Ако сите тие анализи изработени од постручно лице покажуваат веројатност за исполнување на потенцијалите, тогаш веќе гледаме колку е ефтино или скапо финансирањето, си играме со тие варијанти и одлучуваме на крајот каде е прагот на толеранција. Јасно. Значи не било толку наивно пристап до пари и пристап до финанси, и колку што те сватив, значи не е само директно да се испадне надвор и да се барат финансирања, туку првен треба интерно сопственикот или тој што ќе бара финансиски средства да дефинира неколку основни работи низ призма на, како што кажа, за пластичното шише. Што ќе биде, како ќе биде, пред да размислува всушност да излегува на надворешни пазари. И тоа значи дека тоа уствари би бил првиот чекор за како уствари може компанија да бара пристап до финанси. Значи најпрвен му треба да се одлучи валја или да дознае што е тоа за што сака да бара пари, и после што треба да прави? Генерално да, треба да се одлучи што сака да направи, што е тоа што сака да го направи. Тука не зборуваме дека он треба да најми технолози, инженери, софтверзи инженери или не знам кој све за да направи некаков си прототип или ракета за одење во вселената, туку едноставно да го сублимира она што сака да го промени, за кое што му требаат средства, да го доведе во една цел која што сака да ја оствари, за да понатака со генерално земено стручна помош успеа да направат еден соодветен и бизнис план и финансиски пресметки на остварливост на сето тоа, за да може да се види со сите фактори кои што влијаат на остварувањето, од маркетинг, продажба, влијанија и така натака, да се стават во една проекција финансиска, да се види како е тоа исплатливо, за да понатаму заеднички се продолжи кон следните чекори во финансирањето, а тоа е развој на инвестициски проект, развој на проектна апликација за инвестирање на некаков повик, развој на било какви потребни документи кои што институциите ги поваруваат, или пак може би едноставно развој на се популарно е term sheet, не знам кој е точниот превод на македонски, кога зборуваме за директни инвестиции. Консултантот може во секој случај да помогне во сите аспекти на договарање, преговарање со банките. Условно кажано, во тие моменти дури може да се убедат банките, ако поаѓаат со некаква првична замисла во однос на каматната стапка, да се спушти таа каматна стапка. Затоа велам, значи консултантот е оној кој што ги знае тие некои финеси во клучните аспекти и може сериозно да помогне да донесе определена вредност на онаа фирма која што се финансира. Ако по конкретен пример, ако некој дава камата од 3,5%, а со консултант успеете да донете до 3 или 2,5% на, не знам, 1 милион евра, големи суми се. Значи, или ќе частите банката во не знам колку илјади евра, или со помош на консултант ќе заштедите на тој рок средства кои што се особено значени во делот на инвестициски развој, во однос на кеш флоуто во тие инвестициски години, сето тоа да остане ликвидно и компанијата да функционира како што треба за да обстојува и да се развива нели по еден природен тек. Јасно. Значи, можат компаниите сами да го изведат ова, ама не е така наивно. Малце е покомплицирано и колку што те свана во муабетот е подобро да си земат консултант кој што не само што знае апликација да потполни, туку и знае како да издействува подобри услови. Така е. Ќе откријам нешто кое што нели кога го зборавме, се тоа и го договаравме, фактички него не знаев, од пред 2 дена ми информацијата. Пази, уживо е ова. Уживо е, да, затоа нема да именувам која банка, меѓутоа една од подобростоечките и една од поквалитетните или повеќе инвестициски настроени банки кај нас во Македонија, веќе е на ставот, сега да не зборам дали се тоа интерни процедури, одлуки и така натака, меѓутоа за многу скоро време ќе го официализираат ставот дека
дури нема ни да прифаќаат кредитни барања, инвестициски барања и слично, ако не се подготвени од стручно лице. Како задолжителен чекор во процесот. Како задолжителен чекор, затоа што тука ќе бидат сигурни дека сето тоа е добро спремено, од друга страна ќе им се намали кај нив домашната задача, да они повторно препроверуваат еден куп работи, се среќаваат уште 3 пати со клиентот, го едуцираат што да побара од нив и така натаму и така натаму. Туку со самиот тој чекор некој од овие и временски и физички активности ќе ги намалат и ќе речат доколку е тоа соодветно припремено од консултант, од консултантска компанија, ревизорска куќа, како и да е, ќе го разгледаме вашето барање и ќе одлучиме. Во спротивно повелете во другите банки кои што ни се конкуренти. Јасно. Да, тоа баш интересно звучи. Исто Јас така сакав реагирав. баш да видам како ќе се реализира. Али, Александар, исто сакам да те прашам, како консултант ти работиш и со мали компании, и со средни, и со големи. Има ли интерес за финансирање? Мислам, да, по дефиниција сите се заинтересирани за финансирање, ама дали има интерес стварно да ги превземат да на правиот начин, со подготовка, со планирање, со сите чекори? Па се повеќе да. Се повеќе има интерес. Верувам дека созреваме како пазар. Верувам дека сите оние мали и средни бизниси кои што биле делумно, односно во поголемиот дел биле, не делумно, него во поголемиот дел биле фамилиарно креирани, фамилиарно водени, веќе се случува една промена кај нив генерацијска. Слушаме сите работи, ни се на располагање, имаме секако вид на информации преку интернет, преку социјални мрежи, гледаме зрелите пазари како функционираат и мислам дека се повеќе, особено помладите менаџери или помладите сопственици кои што наследиле некој фамилиарен бизнис, веќе се однесуваат попредпазливо и се однесуваат понапредно во овој контекст. Значи да се повеќе знаат како да пристапат, знаат што сакаат да добијат и се интересираат постручно во однос на тоа што за нив ке значи инвестиција. Значи доколку се инвестира во нешто кое што е за нив иновативно или ново, ги разгледуваат сите можни опции од популарно е сега и тој начин на краудфандинг финансирање кај нас преку Македонска берза е застапен Funderbeam, значи една инвестициска платформа која што инвестира и во млади, меѓутоа и во тековни бизниси кои што имаат некои иновативни идеи. Тука инвестицијата е со оддавање на определен процент од собственоста за оние кои што инвестираат, па понатака во инвестицијскиот циклус повторно може да си откупиш собственоста назад ако пазарно се покажеш добро, до не знам, директни инвестиции, стратешки партнерства. Апсолутно е популарно превземање или аквизиции, значи или некоја компанија да биде превземена или пак таа да превземе некаква си друга компанија која што е комплементарна и со која што ќе може да понуди уште подобри производи или поквалитетни услуги. Така да се развива кон позрело функционирање, секој едно мало претпријатие кое што го среќавам во последниве години и тоа баш ме радува. И затоа сакав да зборуваме генерално и на оваа тема за да на некој начин им дадеме некаква заслуга за тоа што го прават, а да потикнеме сите оние кои што се двоумат, кои што можеби не се сигурни, кои што не знаат дали е тоа правилниот начин и така натака, да се охрабрат, да побараат стручна помош, да им се помогне од професионален контекст во однос на тоа што сакаат да постигнат и да успеат. Кога го зборуваме ова, ако е веќе се навраќаме кон заклучокот дека постојат консултанти, повторно нели позборуваме за консултантите, морам да споменам дека за голем дел од механизмите кои што се на располагање за финансиска помош, исто така има поддршка за најмување консултант. Значи има програми на кои што може малите и средни претпријатија сами или со помош на консултантот може да се обратат за определена помош во финансискиот надоместок кој што консултантот го побарува да биде субвенционирана на некој начин од некаква институција или грантовска програма, се со цел да компаниите имаат помал трошок во однос на консултантот, а да добијат што поквалитетни проекти, апликации, бизнис планови, инвестициски планови и така натака.
Да, сега кога те слушам како зборуваш ми светнува ламбата. А всушност знам дека Funderbeam беше краудфандинг платформа и таа баш кога излезе имаше официјално отварање и баш сакав да видам после година, две или три колку добро ќе се прошири на Македонија, поготово бидејќи е преку македонска берза. Сум на Балканот, знам дека фантастично функционира и баш бев даутс, у несигурност како тоа ќе се одвива во Македонија. А за вториот дел само сега сакав да додам само дека Biz for All, мислам дека беше тоа на UNDP програмата каде што мали и средни компанија можат да побарат помош од UNDP со цел да добијат консултантска помош и тоа е еден начин како и останатите играчи во Македонија пробуваат да ги поттикнат малите и средните компании да ангажираат консултанти со цел да ги надминат овие проблеми. Мислам, еве и јас како мало и средно предпријатие, сега ако ми треба пристап до финансии, краудфандинг, acquisition и bank loan, колку толку знам како за кредит, ама за сите други алтернативи, мислам дека стварно треба некој што го минал процесот и да ми каже отколку да треба јас сам да го измислам. Јас конкретно, значи како компанија работиме, меѓутоа и повеќето колеги кои што се членови на МК 2000 со своите компании исто така работат со скоро сите овие институции кои што ги наброевме или веќе ги повториме. Значи Funderbeam веќе година и пол е присутна тука, можам да кажам дека за многу брзо ќе се оствари и првата македонска кампања. Значи има више уповилки македонски краудфандинг, браво. Така, да. И во најава има за уште 2-3 можности. Така да ете и ќе видиме дека е возможно такво нешто. Во однос на програми или институции кои што поддржуваат консултантски услуги за поддршка на мали и средни предпријатија, тука се Biz for All, програмата на UNDP, тука е Име 2, програмата на која што е дисеминирана преку Palladium. Таму исто така се поддржуваат мали и средни компании, односно консултантите кои што треба да им помогнат на компаниите за да дојдат до пазари, до финансии, до соодветни активности каде што се олеснува трошокот за наемување консултант. Секако тука се програмите на USAID, ЕБРД во Македонија, канцеларијата за поддршка на мали бизнис исто така има субвенционирани услуги за консултанти каде што поголем дел од процентот од трошокот за консултант го субвенционира ЕБРД. Така да затоа како што почнав на почетокот, како што кажав, буквално во ова последно време малите и средни компании имаат сериозно убав избор на тоа да се одлучат дека сакаат да се развиваат, да ја најдат таа стручна помош, да не биде скапа за нив, значи да биде на некој начин овозможена со некакви субвенции и на крајот да добијат квалитетни материјали кои што ќе бидат добро апликабилни во некакви инвестициски барања, во кредитни барања, се со цел да дојдат до оние потребни финансии и во остварување на планираните цели за развој и за успех и на домашен и на меѓународен пазар. Да, можеби тука треба фер дисклеймер да ставиме дека доколку веќе бараат финансии да биде за нешто инвестирање во нови производи, во нови услуги, во раст наместо во конзумеризам или потрошувачка. Меѓутоа, Александар, сакав за крај да те прашам, каде може да те пронајдат слушателите доколку сакаат да прашат нешто дополнително, дали за финансиски можности или за нешто приватно, бидејќи да, гледаме дека го знаеш делот со пристап до финансии и сигурен сум дека сите ние имаме еден тон прашање околу финансии. Така. Присутен сум секаде, каде што е возможно на нели популарниве социјални мрежи. На самата страница на МЦ 2000 има профил на консултантите. Излистан ми е мене личниот профил, кој што е поврзан со мојата компанија и услугите кои што ги нудиме, веб страната на Dual Consulting, LinkedIn страната на Dual Consulting, мојата LinkedIn страна, Facebook, така натака и така натака. Значи секаде. Скоро секаде, да. Баш супер. Александар, формално да ти се заблагодарам. Мислам, мило ми беше што ни беше гостин. Им посакувам на сите слушатели да почнат да размислуваат за како да растат и како да најдат финансиски средства за да можат да го забрзат тој раст. И уште еднаш да се заблагодарам што ни беше гостин. Со ова го завршуваме ова интервју за консултанти, меѓутоа ова изгледа че прерасне во навика каде што на секој 2 недели од прилика
че си го пиеме кафето со различен менеджмент консултант, каде што можеме да разговараме за различни точки од бизнисот кои што сите сме инволвирани всушност. Супер, да. Благодарам и на вас за поканата. Баш ми беше чест и задоволство да бидам денеска со вас тука. Воедно ги поздравам сите напори и иницијативи на МЦ 2000 кои што се во однос на развој на консултантскиот пазар и секако во однос на развој на пазарот на нашите клиенти, нели, на малите и средни предпријатија. Стојам на располагање за оваа тема, за сите оние кои што сакаат да се заинтересираат или да ме исконтактираат за помош, за совет, за препорака, можеби за некое постручно лице во определена област и секако можеби за некоја друга следна исто интересна тема да се видиме повторно. Да, сигурно че има уште многу теми, мислам и МК се труди во следниот период да го поттикне свеста, јавната свест и за консалтингот и за растење на малите и средните предпријатија. Александар, ти благодарам уште еднаш за присуството. Благодарам, поздрав. Поздрав.